Имавме втор состанок на кризниот штаб, каде што беа сите институции кои се одговорни во однос на овие кризни ситуации и сакам да споделам неколку информации. Најпрво дека клиничката болница во Тетово бевме информирани дека ги има превземено сите мерки во однос на организираност за прифаќање и нормална комуникација со сите тие кои имаат потреба од тие сервиси, нормално имајќи го предвид фактот дека остануваат на сила комуникациите преку телефонските броеви, а не одма пријавувањето во болница доколку се гледаат симптоми. Исто така бевме информирани дека здравствениот дом ќе отвори неколку пунктови во руралните општини околу општината Тетово, за да се минимизира потребата на сите тие граѓани да во првото појавување на некој проблем да дојдат во градот Тетово, така да со оваа можност се овозможува на сите тие можни случаеви најпрво да се пријават во своите пунктови. Бевме исто така информирани дека полицијата останува активна со уште една најава дека апсолутно ќе интервенира силно доколку не се почитуваат одлуките донесени од страна на владата и одлуките кои се покриени од законите кои се предвидени токму за овие ситуации. Се согласивме дека Црвениот крст останува адресата за помош на изолираните, доколку исто така сакаме да информираме дека кујната која ги обслужува луѓето во потреба, кај Тетекс, ќе продолжува да биде активна и идните денови. Исто така бевме информирани дека онлайн наставата продолжува во најголемиот дел од училиштата. Исто така ги поддржуваме и другите останати училишта да се вклучат во овој процес. Сакам да ја користам приликата да се заблагодарам до сите наставници и наставнички кои интензивно го држат и го одржуваат контактот со своите ученици онлайн и со нивните родители, за да може овој процес на децата да им се овозможи од домашни услови. Миењето и дезинфекцијата на сите улици во градот Тетово и пошироко во општината продолжува, со темпото кое е воспоставено пред неколку денови и тоа ќе продолжи до завршување на првиот круг и после повторување на целиот тој процес. Исто така сакам да информирам дека одлучивме четвртокот како пазарен ден да не се одржи во Тетово овој четврток. Сите пазари отворени и затворени тој ден нема да работат и за ова фактички ќе бидат активни нашите комунални инспекции. Побаравме исто така поддршка и од инспекторатот, државниот пазарен инспекторат, но исто така и од страна на полицијата за да се одржи четвртокот како ден без пазар, имајќи го предвид фактот дека на тој начин ќе го намалиме дотокот на луѓе кои се собираат фактички на тие места. Во петокот ќе продолжи процесот на дератизација. Сакам да ја користам приликата да побарам минимизирање на излегувањата, непотребните излегувања од дома. Што помалку излегуваме, апсолутно повеќе овозможуваме овој процес помалку да се прошири.